Место каде што работам нешто значајно, место каде што се чувствувам среќен и исполнет, место каде што научив како да се грижам за себе. Ова представува порака наша за своите корисници кои што денеска заедно со едукаторите, родителите и останатите гости го одбележаа 16-тиот роден ден на Дневниот центар, кој е дел од Сдруженијето Регионален центар за лица со интелектуална попреченост. Дневниот центар изминатите години функционира како социјално сервисна служба во местото на живење за дневно згрижување, социјализација, едукација, работно оспособување и рехабилитација на лицата со умерена и тешка интелектуална попреченост над 18 години. Главна цел на Дневниот центар е оспособување на корисниците за самостоен живот преку развој на нови и усовршување и унапредување на постоечките вештини за самостојно живење. Што за нас е важно дека сега сме во период во кој што пред нас стојат големи предизвици, меѓутоа и големи и надминати предизвици за нас, убави спомени за нас. И на овој ден ќе се трудиме да се подсетиме на сите тие активности и работи кои што сме ги поминали и ќе зборуваме понатаму за она што не чека во следниот период. Денеска денот го одбележуваме затоа 16 години постоење на ваков центар во ваква форма на социјална сервисна служба во нашата општина е единствена во ваков тип. За нас е важно што се одржува 16 години и работиме на тоа да се одржува уште понатаму во следниот период, во следните години да постои уште повеќе. Одбележуваме символично како и секоја година традиционално со торта, со родители, со самите корисници, со гости кои што се најавуваат или кои што најавено ќе не посетат денеска. Меѓутоа, она што е важно за овој ден е дека денеска сите се обидуваме да повториме што е она Дневен центар, зошто за нас е важен, зошто е важен за самите корисници и зошто е важна една општина да има и да продолжи да кај нас да функционира ваков тип на сервисна служба. Она што е најбитно во претстојниот период е да се обезбеди одржливост на Дневниот центар, бидејќи корисниците тука се среќни, задоволни, еднакви прифатени. Ова е пораката од родителите кои што денеска заедно со своите деца го прославија роденденот на порака наша. Многу е позитивно за нашите деца. Искачав од дома, барем колку се туја, 2-3 сата или 4 сата. Поради ковидот се намалија, ама валјда ќе се смени. Многу е позитивно за нашите деца. Бар малце у денот имав кај да одив. Иначе цело време су дома. Задоволни ли сте од активностите кои што се спроведуваат? Па како не смо задоволни? Они су задоволни. Еве, денеска сум избегала. Иако ја ги контролирам многу, ама сум избегала. Не можев да дочекав, пошто 2 години пред тој стагниравме. А сега па почнава не да су задоволни, презадоволни. Имав право и нашите деца негде да идев. Ако имав жене, овие, оние, да имав некои организации, нашите деца баш би требало да имав овакви места кај што ќе идев. Да продолжи да се дружи и да работи како до сега. Да работат и да се придружи кој е волен да помогне на Дневен центар. Што велат искуствата? Убаво ли е да се посетува Дневен центар за лицата со попреченост? Како да не, они дома нема само со смене, ќе седи дете, не може. А овде се дружи, сви су исти и сакав да се дружив. Задоволни ли сте од програмата, од активностите кои што се реализираат во центарот? Да, како да не идем. Прво деца су задоволни, сакав да дојде. Ами мора да ги пружимо тој могуćност. Порака наша во претстојниот период ќе се соочи со уште еден предизвик – лиценцирање на социјалната услуга од Министерството за труд и социјална политика. Насекаде низ светот лиценцирањето на давателите на социјални услуги води до развој на социјалните услуги во заедницата, согласно потребите на различни категории граѓани и постепено во споставување подобар квалитет на социјалните услуги. Лиценцирањето ги поставува нормативите, стандардите, правата и одговорностите на давателите на социјалните услуги што треба да ги исполнат за да се лиценцираат како вршители на дејност од социјална заштита и да ја даваат социјалната услуга. 16 години вложен труд и
совладани голем број на предизвици. Порака наша исправена сега уште пред еден предизвик, а тоа е лиценцирање на социјалната услуга дневен центар. Напорно работиме, значи припремаме документи, како што можете да видите дека и самиот дневен центар е адаптиран и не е повеќе во онаа форма која што сите вие ја знаете. Откако значи ќе бидеме лиценцирани, се надеваме дека ќе го зголемиме квалитетот на услугите во локалната заедница и ќе биде прилагодена услугата за секој корисник индивидуално. Согласно Законот за социјална заштита, вршители на дејност во социјалната заштита како лиценцирани даватели на социјални услуги може да бидат здруженија, домашни и странски правни лица и физички лица. Од порака наша се надеваа дека успешно ќе се справат и со овој предизвик и 17-тиот роденден на Дневниот центар ќе го прослават како лиценцирани даватели на социјални услуги во општина Куманово.